Да, Анита, ти благодарам. Како што и најавивме пред околу половина час, гостин во мобилното студио на телевизија Нова во 20 часот е градоначалникот на Штип Илчо Захариев, најкомпетентниот човек со кој што можеме да разговараме околу тоа што досега е сработено во овој град, што ќе се сработи во текот на следните години, без разлика дали станува збор за проекти на локалната власт или заеднички со централната. Како што напомена и ти во најавата, вечерва изборен митинг овдека во Штип одржува владеачката коалиција предводена од ВМРО ДПМН. Повеќе ќе анализираме околу пораките кои што ќе ги испратат кандидатите за пратеници, лидерот на ВМРО ДПМН Груевски и носителот на листата Димовски во вестите во 22. А сега започнуваме со разговорот со господинот Захариев. Господин Захариев, добро вечер и ви благодарам што прифативте да гостувате во мобилното студио на телевизија Нова. Добро вечер, да ве поздравам вас, да ја поздравам делегацијата во Скопје и да ги поздравам сите граѓани на Република Македонија и Србискиот град Штип. Топли поздрави, срдечни поздрави. Вечер ќе имаме добро загревање во Штип за изборите кои ќе се одржат на 11 декември. Што е она со кое што можете да бидете горди изминативе 4 години што локалната самоуправа предводена од вас го направила за штипјани? Впрочем, се работи за парламентарни избори, но сепак граѓанинот при заокружувањето на бројот на 11 декември секако ќе се раководи од она што во изминатиот период го добил. Дали е тоа локален пат, канализација, дали е нешто на државно ниво, некое прашање од централната власт решено. Што мислите дека изминатиот период ги уверило штипјани дека треба да изберат оваа опција, или дали вие како градоначалник, дали централната власт? Значи, најнапред да кажам дека ние со централната власт сме одлична симбиоза. Значи, Штип последните 4 години е на големо градилиште. Штип и Источна Македонија на некој начин се во фокусот на вниманието и на владата, но и на сите градоначалници од Источна Македонија кои се генерално сите од ВМРО ДПМН. Неколку проекти имаме крупни кои се бити да се кажат ова вечер. Прво, универзитетот Гоце Делчев кој го отвори ова влада. 15.000 студенти е раздвижено во нашиот град. Многу студенти доаѓаат од странство, од Турција, од Бугарија, од Грција, од Србија и од другите градови во државата. На Штип му даде нов импулс во живењето, во динамиката на живењето. Вториот сегмент е изградата на автопатот Штип-Скопје кој треба да заврши во мејната година. Огромна инвестиција над 220 милиони евра. Експресиот пат до Кочани ќе започне скоро да се гради, исто така и до Радовиш. Гасификацијата е завршена до Штип и продолжува до Неготино. Тир зоната. 3 фабрики огромни се отворија во нашиот град. Третата фабрика е Кондево, а претходно се отвори Technical Textiles и Johnson Controls. Над 2000 вработени има во нашата индустријска зона. Вие замислете која развојна компонента е. Штип за последните 10 години имаме 8000 вработувања нови. Град кој беше запустен после транзицијата, град каде беа отпуштени вработените, град каде немаше надеж, сега се врати надежта и пулсира градот. Да кажам дека и аеродромот близу Штип ќе се изгради до 2023 година. Едно од најдобрите работи што ни се случува изградбата на новата клиничка болница. Ако земеме во предвид дека некаде во 40-тите години на минатиот век е направена сегашната болница, изградбата на новата болница е прав погодок. Огромна инвестиција, ќе добијат и лекарите, и здравствените работници, но пред се ќе добијат над 300.000 граѓани од Источна Македонија, од Југоисточна Македонија, каде се пружа врвна здравствена заштита, висок стандард на здравствени услуги. На некој начин веќе нема потреба луѓето да патуваат до големите центри како што е Скопје во клиничкиот центар. На локално ниво општината заврши над 400 проекти, почнувајќи од селата до градот. Не остана село, малку за селата кои немаат патна инфраструктура. Скоро сите села добија здрава и чиста вода за пиење. Изградовме убави площади, селските чесми ги возобновивме. Да не ги набројувам сите овие крупни проекти, но верувајте, во Чеполскиот регион, Лакавичкиот и Плачковичкиот регион ја вративме надежта на луѓето. Ако земеме во предвид дека владата има одлична политика за субвенционирање, дури сега со новата програма ќе субвенционираме враќање од град во село, изградбата на инфраструктурата беше предизвик да се воскреснат штипските села. После 70 години умирање на штипските села, сега ни се враќа надежда и во селото Долани, и во селото Горачино, и во селото Лакавица, Лесковица, Селце, Драгоево, Прсаково. Сега да се градат нови куќи, се враќаат младите. Почнаа да се раѓаат деца после толку години. Во градот ја средивме реката Отиња. Река која беше символ на градот, а која беше толку запустена од поплавите во 2013 година, па 2014, па 2015 година. Направивме некаде
околу 136 улици и Štipjan i Vakavelat. Ова локална власт направи улицу оному каде немаше 70 години улици, каде луѓето живееја во градот како да живееја некаде во некое зафрлено место. Газеа кал, нивните деца кога одеа на училишта носеа по 2 пара кондори, затоа што пред училишта мораа да ги пресечат старите кондори. Значи во населбите Дуздачки рит, Света Недела, во населбата Караорман, во населбата Чардаклија, Македонка, Железничка, Три Чешми, Врсаково, Долани, Драгоево. Левата страна на Отиње се завршија сите улици. Во делот на културата направивме одличен мултимедијален центар. Тоа е меѓународен проект и општински проект, каде младите ќе имаат простор да рекреираат. Тамо ќе имаме и кино со 3D. Понатаму мора да кажам дека го обновивме домот на младите, градиме дом за стари лица, направивме центар за аутизам, што е многу значено за овие деца кои се со посебни потреби. И морам да истакнам дека направивме над 20 спортски терени во нашиот град. Нема населба, нема населено место каде не се направени нови спортски терени и каде не се возобновени старите спортски терени со пристојни и убави огради, преасфалтирани, се Štip големо градилиште. За колкав процент, ако може да се каже, од овие проекти ви е потребна поддршката и соработката со централната власт и дали во пресрети на овие избори ќе побарате дополнителен стимул од владата, односно од оваа гарнитура која што бара довербата од Štipјани, и дали можете со овие проекти комотно и коалицијата, и вие, и партијата ВМРО-ДПМНЕ да се исправи пред Štipјани да побара повторно довербата? Значи, веднаш да кажам дека во мојата програма имаше 124 проекти. Првата година ги завршивме тие проекти. И ја надградивме програмата, сега завршиме над 400 проекти. Но мора да кажам дека централната власт ни е и tekako голем ослонец и се подпираме на незиното рамо. Ќе го споменете тоа, предпоставувам, и вечерва и во текот на оваа кампања. Затоа што е битно? Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието, Агенцијата за млади и спорт, Јавното предпријатие за државни патишта, Бирото за равномерен регионален развој се нешто најдобро што им се случи на локалните самоуправи. Програмата, реално, за Štip содржи околу 50 проекти. Да искажам дека само во делот на спортот ќе се направи покриен олимписки базен, ќе се направат 3 кошаркарски игралишта, ќе се направи скејт парк, а ние планираме сите фудбалски игралишта во населените места поголеми да ги реконструираме како што тоа го направиме со 3 спортски терени во нашиот град, градскиот стадион со Фудбалската федерација на Македонија, стадионот во Бело Брдо со УЕФА и стадионот во Сутлак кој е за потребите на фудбалскиот клуб Бергалница. Имаме дуплекс спортски терени 2, потоа имаме мултифункционални игралишта, а ние како општина направивме исто така некаде околу 15 спортски терени. Мора да истакнеме тоа дека се планираат изградба на 3 детски градинки. Во наредниот период ние како град планираме да направиме одлична обиколница која ќе води од населбите Баби, Сењак и Дузлак до индустријскиот дел, ќе го растредиме централното градско подрачје, ќе направиме на рационализација во сообраќајот и тој пат ќе излегува кај бањата Кежовица директно на магистралниот пат Štip Радови Струмица. Инаку да истакнам дека во нашите индустријски зони кои ги имаме 6 покрај тир зоната, веќе се продадува над 20 пацеви, се градат голем број на фабрики. Индустријската зона Запад актива Automotive со Ванхол направи една фабрика, сега почнува втората. Колку има вработени во тие зони? Таму има веќе 300 вработени, актива ќе оди до 500 вработени. Компанијата Семак Фейшн ја заврши фабриката пред месец дени, веќе се вселени. Тие вработуваат моментално 300 луѓе, амбициите се да вработат околу 500, а ние имаме таму индустријска зона на 350 хектари, каде очекуваме да се градат нови фабрики, имаме потенцијални инвеститори, затоа што како општина нема бирократија кај нас. Секој инвеститор кој дојде да инвестира во нашиот град, добива градежно заемиште, ги добива сите дозволи и одобренија за релативно кратко време. Ние даваме целосна логистика и поддршка и затоа доаѓаат во Štip. Štip е прогласен за 6-ти град во Европа по интерес за странски инвестиции за инвестирање и за перспективи за живење, и тоа од реномирана агенција меѓу 400 градови до 100.000 жители. Тоа е за нас гордост, но ако не беше политиката на владата и локалната политика, секако дека ние ова немаше да го постигнеме. Само да кажам дека за младите во овој град имаме идеални услови да останат овде. Имаме услови за вработување, услови за пристоен живот. 1000 станови се градат моментално во нашиот град, а веќе продадовме некаде околу 50 парцели за млади до 35 години. И моментално работиме урбаничка документација за изградба некаде над 1200 куќи. Тоа значи дека ако имате фабрики, ако имате вработување, ако понудите ефтини плацови, ако владата даде субвенции да се направат куќи, ви имате реални шанси градот да ви расте. Нашата амбиција е за 10 години Štip да има 70.000 жители. Тоа е реално изводливо. Јас сум убеден дека ако продолжиме вака да работиме посветено, само прегорно,
за добро на граѓаните, а граѓаните тоа го препознаваат. Ние ќе ја добиеме поддршката на 11 и ние одиме кај граѓаните без да се срамиме, да го побараме нивниот глас и нивната поддршка, бидејќи секој ден сме со нив. И направивме илјадници убавени изложувања во нашиот град и верувам дека сето тоа тие ќе го верификуваат со одличен изборен резултат за нас на 11 и верувам дека на крајот ќе имаме она што го очекуваме, 63 пратеници, како што најави нашиот председател Никола Груевски. Само што едно куцо прашање, ово што го споменавте во насока на бројот на жители, тоа е претпоставувам истото за задржување на младите овдека во Штип, наоѓање на работни места и сушност е онаа политика за зголемување на наталитет, меѓутоа и задржување на младите овдека, не барање на екзистенција во странство. Редо град во Македонија каде бројот на новородени деца и бројот на жители расте. Дури од соседните градови ни доаѓаат овде во Штип, затоа што ствараме перспективи услови за живење. Не само што Штип е административен центар на Источна Македонија, економски центар на Источна Македонија, не само Штип е град на модата, Штип е културен центар на Македонија, здравствен центар, спортски центар и тоа ствара амбиент за живење. И јас не сум роден во овој град, сум дојден во овој град, али Штипјани ни препознаа квалитет и затоа на некој начин со акламација бев избран во 2013 година. Мора да кажам дека во Штип се родени значајни историски личности. Многу председатели, премиери, генерали, архиепископот Михаил, сегашниот наш председател на ВМРО ДПМН потекнува од нашиот град, потекнува во Штип, неговото семејство, и верувајте дека штипјани знаат да препознаат. Вие во Штип луѓето можете да ги излажете еднаш. Втора шанса не ви даваат. И затоа ние знаеме дека мора да работите макотрпно 4 години, 10 години централната власт за да оставите дела, а делата ги препознаваат луѓето и во крајна линија тоа го верификуваат. На мене ми е мило што граѓаните на Штип при секоја моја средба во нивните населби афирмативно не прифаќаат, а сега кога ги посетуваме во нивните домови, верувајте, средбите се многу срдечни, многу коректни, ретко има незадоволство, постои секако, но мислам дека ние работиме и тоа да го елиминираме, така да генерално локалната власт покаже дека може да биде одговорна и дека може со парите на граѓаните да направи толку многу да граѓаните да настават си го сакаат својот град. Јас ви благодарам за тоа што одвоивте време да бидете гостин во мобилното студио на телевизија Нова. И јас благодарам што може да ги искажам моите ставови за нашиот град. Анита, тоа е се од мобилното студио на телевизија Нова во овој информативен блок во 20 часот. Како што најавив претходно, во 22 се вклучуваме повторно со двајца кандидати за пратеници од кандидатската листа во изборната единица 3 од коалицијата за подобра Македонија. Студио.